Ценовен шок преку ноќ. Некои од основните производи на кои до вчера немаше одданочување, денес се продаваат и за 10 денари поскапо. Најмногу од синоќа до утринава. Поскапо е маслото за јадење. Во одредени маркети се продава и за 163 денари. Поскапување има и кај лебот, кој до вчера се движеше во износ од 30 до 50 денари во различни маркети. Сега некаде има цена и до 60 денари. Брашното достигна цена и до 60 денари. Шеќерот во одредени продавници е 59 денари. Односно, покачување има речиси на сите производи за 2, 5, па дури и за 20 денари. Граѓаните револтирани, велат секој ден се поскапува, а примањата остануваат исти. Велат дека покрај поскапените производи утринава имало и недостиг на продукти поради паничното купување синоќа, кога граѓаните сакаа да го искористат последниот момент да испазарат поевтино. Дали денес има поскапување на цените? Има. Еве, например, млекото беше 50, сега 60. Зејтин во 3 продавници одам го кријат. Шеќер нема и шеќерот е поскапен. Во 2-3 маркети има покачување на маслото, има покачување на брашното. Има покачување. Не мислат за нас не мислат. Воопшто не ги интересира за тоа. Ама многу скупотија. Да, нема тоа од владата мерките престануваат. Па мислам дека некои производи ќе поскапат. Мислам се покачиле неколку производа, како на пример сирењата, сувомеснатите и така. Па веројатно купувале вчера, пошто зејтино го скриле, брилјант нема нигде, има некој, не знам никако се вика, и тоа е, мислам, пакувањето помало од другиве. И го нема. Многу купува. Вчера беше вак, гужва беше многу. Купува зејтин, брашно, тие работи на мирници. Слична ситуација со празни рафтови и плафон цени имавме и на почетокот на месец март, кога владата одлучи да ги одмрзне цените на основните производи. Ваквата состојба сега е последица на тоа што не беа продолжени мерките 0% ДДВ и ограничување на трговската маржа и покрај постојаното алармирање на експертската јавност дека мерки мора да има. Храната за само една година поскапе за 14%. Според статистика, за еден месец прехранбените производи поскапеа за 4%.